على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره العالم بحال العبد في سره وجهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. На вистина, вреча, дженнетот е највозвишеното нешто што муслиманот го бара од својот Господар. Најголемата цел е да го постигне дженнетот на возвишениот Аллах Азза ва Џел, па влегувањето во него е правата и вистинска победа за верникот. Затоа Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем често ги поттикнувал своите асхаби кон дженнетот. Им го опишувал и им разјаснувал дел од неговите благодети. Зашто повеќе да се трудат и да настојуваат да го постигнат овој возвишен дженнет. Од Утбе бин Газван радијаллаху анху се пренесува дека одржал говор, го пофалил на возвишениот Аллах Азза ва Џел, а потоа рекол: навистина, дуњалукот веќе го најави својот крај и брзо си заминува. Од него остана само малку, како малата голтка што останува на дното од садот кога собственикот ја пие. Она мала голтка, она капка што остани на крај, толку велит остана од ова дуња. А вие од овој дуњалук ке се преселите он негово дом што никогаш нема да исчезне. Па затоа преселете се таму со најдоброто што го имате од добри дела. Ни беше спомнато дека помеѓу двете крила од вратата на дженнетот, а ова го има слушнато од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, дека помеѓу двете крила од вратата на дженнетот има растојание од 40 години патување. Но ќе дојде ден кога тој ќе биде исполнет со луѓе поради големата гужва кога ќе влегуваат во тој дженнет. Од Ебу Хурейра радијаллаху ан се пренесува дека рекол: му рековме на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем: о Аллахов пратенику, кажи ни за дженнетот. Каква е неговата градба? Каква е градбата на дженнетот? Па Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: неговата градба е од злато и градба од сребро. Неговата смеса, смесата на таа градба е смеса од мошус. Неговите камчиња се бисери и рубини, а неговата земја е шафран. Кој ќе влезе во него? Кој ќе влезе во дженнет? Ќе ужива и нема да почувствува никаква мака. Ќе живее вечно и никогаш нема да умре. Неговата облека нема да се истроши и неговата младост нема да исчезне. Мухаммед алейхиссалату вассалам велит овде дека смесата на градбата во дженнетот е од мошус, а мошус
е мирис кој е силен, сладок и кој е многу пријатен и се смета на ова дуња за еден од највредните мириси. Но ова сака да каже дека дженнетот, градбата и смесата на таа градба има прекрасен и благ мирис и дека неговата убавина и чистота се над се што постои на оваа дуња. Оне што ни е спомнато во дженнет, ни е спомнато само име, но суштината, убавината ја знае само возвишениот Аллах азза ва џел. Потоа Мухамед алейхи салату вассалам вели исто така за земјата во дженнетот дека таа е од шафран, а шафран е многу скап и миризлив цвет кој е познат на оваа дуња. Што значи дека дженнетот, неговата земја, че имат прекрасна или имат прекрасна боја и е од убав мирис и имат голема вредност и убавина каква што не постои на оваа дуња. Ова е кратко за градбата на дженнетот на возвишениот Аллах азза ва џел. Се пренесува од Сахл ибн Саад радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: во дженнетот има 8 врати. Во дженнетот има 8 врати. Една од тие врати се вика Ер-Рајјан. Низ која врата ке влегуваат само оние што постеле. Во овој хадис на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, Сахл ибн Саад радијаллаху анху пренесува дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем ни извести дека возвишениот Аллах азза ва џел посебно тука ги издвоил постачите, оние што совршено го извршуваат својот задолжителен рамазански пост и оние кои многу постат доброволно. Или пак и оние кои овја ибадет, пост, надвладават над другите доброволни ибадети. Дека Аллах азза ва џелле за нив има припремано посебна врата во дженнетот која е наречена Ер-Рајјан. А зборот Ер-Рајјан значи заситување од џет. Ер-Рајјан иде од ри, што значи да се заситиш од жет. Спротивно на жетта. Затоа нарекувањето на ова посебна врата во дженнетот Ер-Рајјан е многу соодветно, затоа што е награда за оние постачи кои вишле жет и тешкотија на ова дуња, па Аллах азза ва џелле ги награди со овој дженнет, па да влегува низ посебна врата која се вика Ер-Рајјан. И ова е чест за оние постачи и возвишување за нивниот степен. Од Ебу Хурейра радијаллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: навистина во дженнетот има 100 степени што Аллах азза ва џелле ги подготвил за оние кои се бора на Аллаховиот пат. Во дженнетот има многу степени. Како што велат исламските учењаци, колку што имат аети во Куранот, толку имат степени во дженнет. Но имат посебно 100 степени во дженнет, кои се посебно припремани за оние кои се борат на Аллаховиот пат. Помеѓу секој 2 степени има растојание како помеѓу небесите и земјата, а каде се тек 100 степени. Па потоа продолжува и вели Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем: кога ќе го молите на Аллах азза ва џелле за дженнет, кога барате од Аллах дженнет, барајте он него дженнетул фирдаус. Барајте го фирдаус, затоа што дженнетот, фирдаус е средина на дженнетот и најдобриот дел од дженнетот. Од тој дженнет, од тој фирдаус, од тука извираат реките кои се спуштаат низ дженнетот. Па затоа велит: барајте го фирдаус, над кој фирдаус се наоѓа и покривот на сите створенија, а тоа е аршот на милостивиот Аллах азза ва џел. Од Ебу Саид ал-Худри радијаллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол, објаснувајќи ни
Која е разликата измеѓу овие степени? Па велит, жителите на дженнетот ке ги гледаат жителите на повозвишените одаи на нив, како што вие ја гледате блескавата звезда што се појавува на хоризонтот на исток или на запад, поради разликата измеѓу нивните степени. Па рекле, асхабите го прашале: о Аллахов пратенику, тоа се степени на пратеници, тоа се домови на пратениците, до кои никој друг не може да стигне до тие степени. Па рекол алейхи салату ва салам: не се колнам во оној во чија рака е мојата душа, до нив ке достигнати луѓе кои поверувале во Аллах азза ва джел и кои ги потврдиле на Аллаховите пратеници. Возвишениот Аллах азза ва джел бреча го направи дженнетот со различни степени. Највисокото место, најпочестеното место во дженнетот му го додели на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Но и во дженнетот има жители на разни возвишени одаи и високи степени, а под нив има и други дереџија и други степени. Секој ќе биде награден според неговите дела. Секој ќе добие степен во дженнет према неговите дела на оваа дуња. Во овој хадис, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем ни извести дека жителите на пониските степени во дженнетот ќе ги гледа на жителите на повисоките степени и на повисоките одаи. Тие ќе ги гледат како што се гледа некоја блескава звезда на хоризонтот, поради рекоме таа разлика која имат измеѓу степените во дженнетот. Затоа кога го слушнале асхабите, помислиле дека тие се степени само на пратеници, дека никој немој да стигне до ними. Но Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем ги израдува и ги извести дека тие не се степени само за пратеници, дека тие се степени за оние кои цврсто поверувале во возвишениот Аллах азза ва джел и искрено ги потврдиле на неговите пратеници. Од Ебу Малик ел-Ешари радијаллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: навистина во дженнетот има одаи, простории, чија надворешност се гледа од внотрешноста, а нивната внотрешност се гледа од надворешноста. Аллах азза ва джел ги подготвил овие одаи и овие простори за оние кои хранат луѓе, оние кои хранат луѓе кои имаат потреба, кои постојано постат и кои клања ноќе додека другите спијат. Ова е награда за вакви дела на ова дуња. Значи дека овие простории, овие одаи во дженнетот се прозирни, па од внатре може да ги гледа оние што се надвор, а оние што се надвор можат да ги гледат оние што се внатре. Како овие одаи, овие простории да се направени од посебно стакло, од диамант, бисер или рубин. Внатрешноста, стварноста и суштината на овие простории ја знае само возвишениот Аллах азза ва джел. Во Сахих Муслим се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: првата група што ќе влезе во дженнетот ќе биде со сјај како полна месечина. Потоа оние што ќе дојдат по нив ќе бидат како најсветлата звезда на небото. Потоа луѓето ќе бидат на различни степени. Во дженнетот, една од благодатите во дженнетот е тоа што тие нема да извршува ниту мала, ниту голема нужда. Нема да имаат течно со нивниот нос, ниту имаат потреба за плукање. Нивните чешели ќе бидат од злато, нивните кадилници од алоево и мирисливо дрво, а тоа се нивни садови во дженнетот. И нивниот мирис ќе биде мошус, нивниот карактер ќе биде како карактер на еден човек, а нивната висина, висината на жителите на дженнетот ќе биде колку што е висината или колку што беше висината на Адем алейхи салату ва салам. Меѓу нив
меѓу жителите на дженнетот нема да има никаква разлика, нема да има никакво непријателство и нема да има никаква злоба и омраза. Нивните срца ќе бидат како едно срце и ќе го слават на возвишениот Аллах азза ва джелле и наутро и навечер. Во друго предание Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селлем рекол: жителите на дженнетот ќе јадат и ќе пијат колку што сакаат, како што сакаат и од каде што сакаат, но нема да плукаат, нема да вршат ниту мала ниту голема нужда и нема да излегуваат течности од нив. Па прашале асхабите: о Аллахов пратенику, што ќе биде со храната, со пијалокот кој го пијат и го јадат и го пијат во дженнет овие жителите на дженнет? Па му рекол Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селлем: нивното ослободување ќе биде преку вид на испуштање воздух од нивната уста и преку нивна пот, која пот ќе мириса на миск на мошус и ќе им биде вдахнето да го слават на возвишениот Аллах азза ва джел, како што им е вдахнето нивното дишење. Како што човек дишит, така и ќе го слави на возвишениот Аллах азза ва джел. Од Енес радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селлем рекол, објаснувајќи ни на најдобро која е вредноста на дженнетот. Па велит алейхи салату ва салам: место во дженнетот, колку едно ваше стапало, место во дженнетот само колку едно наше стапало е подобро од целиот дуњалук и се што е на него. Само олко место во дженнет е подобро од цела ова дуња и све што е на оваа дуња од убавини. Па го молиме на Аллах азза ва джелле да ни направи од жителите на дженнетот и го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни упати кон оние дела кои не водат кон неговиот дженнет и го молиме на Аллах азза ва джелле во овие денови да ни чува и да ни ослободи од џехенемскиот оган, да ни ги опрости нашите гревови, да ги прима нашите намази, ибадети, пост, садака, зекат и го молиме на Аллах азза ва джелле да ни соедини во дженнетул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам на набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.